Колумна на Радио Илинден, Мелбурн. Колумна на Дончо Ангеловски. Ај што нема здрави политичари, дали има здрав народ во државава? Најактуелно во моментов во Македонија е кој од кого да е поголем предавник или пак кој од кого повеќе украл. Да се чуди човек и да не знае што да прави, дали да се крсти или да плаче. Но изгледа најдобро е истовремено да се крстиш и да плачеш, ама никој да не те гледа. Ова не е видено никаде во светот, да има толку отворени предавници и гробари на својата земја и се уште да постојат луѓе кои ги поддржуваат. Те едни за Бранко, те други за Грујо, трети за Љупчо и така натаму. Народот поделен. Да не се знае каде е вистинскиот чесен народ и има ли такви на кои им е згадено од овие сеирџии. Има ли оваа македонска земја чесен народ што ќе им каже стоп на овие продадени души? Доста веќе со представата и уништувањето на оваа древна македонска држава и народ. Распродадоа се. И име, и знаме, народ, територија. Сменија устав, направија предавнички рамковен договор и територијална поделба. Разгравија се. Станаа милионери преку ноќ и се уште не им е доста. Сакаат уште или пак мораат да го завршат до крчмувањето на Македонија и на македонскиот народ. Отворете очи и уши, македонски народе. Дали се уште ќе спиете и слепо ќе им верувате на македонските гробари, кои без трошка срам деновиве не убедуваат да одбереме и да одлучиме за еднината на нашата земја. Демек еднината била предавството, алчноста. Мислете со мозоците, македонски народе, и речете им стоп на продадените души. Кажете им дека срцето за пари не се продава. А ако се продаде, тогаш тоа не си ти, туку во тебе влегол ѓаволот, сатаната. Отворете ги мозоците и цврсто мислете. Покажете им го патот на вистината. Пред една недела Љупчо и Бранко излегоа да не убедуваат дека Северна Македонија не било штетно. Порачаа да прифатиме промена и да ја одбереме Европа, бидејќи таму е еднината. А со завчерашното интервју на Бранко се isfрлија сите валкани работи на виделина. Се докажа дека немаме здрав и чесен политичар. Завчера вечер Бранко отворено кажа: "Не сум само јас предавник, има и други." А највпечатливо беше кога потврди дека во 2008 година пред самитот во Букурешт со Никола Груевски се договориле и го прифатиле предлогот Република Македонија Скопје. Господинот Црвенковски тоа гордо го кажуваше, чукајќи се во градите, а згора на се му го даде и документот на новинарот, му го даде документот што беше државна тајна, само за да му ја докаже вистината. Да бидеме искрени, сето тоа што се кажа е една државна тајна, па македонскиот народ и подсвесно знаеше дека лицемерно работат нашите политичари. Прашањето е дали овој народ се уште ќе им верува на овие продадени души и до кога. Во продолжение ви пренесуваме дел од интервјуто на Бранко Црвенковски во емисијата X0 на Канал 5 телевизија. Околу именувањето на народот би стоело празно место, а јазикот би се именувал како македонски без превод на латиница, а не Macedonian. Да, ја чув таа изјава и бидејќи сега овие денови кај да одам тоа ме прашуваат и претпоставив дека и вие ќе ме прашате. Ево, од Нимиц од 2005. Нема ви го читам цел, ќе ви го дадам, разработете го како медиум, ако има интерес кај други медиуми, ќе ми го дадем на нив. Груевски или лаже, или ептен забора. Еве го предлогот, ништо од тоа што кажа не е точно. Тој е предлог од 2005 година што нудеше. 3 години Македонија се вика Република Македонија без транскрипција на англиски јазик. После 3 години да се викаме Republic of Macedonia, од тој момент до вечност. Значи уставното име да го имаме како држава. Уставното име. Во именувањето на државата, во графата, именувањето на државата, во Обединените нации. Во Обединените нации сегде. Само 3 години да бидеме Република Македонија, не нешто друго, Република Македонија без транскрипција на англиски јазик, а после тоа уставно име до крај. Кај јазикот чисто решение. Македонски јазик Macedonian language. Еве го текстот, дајте го на колегите од другите редакции. Пишува тука државна тајна, бидејќи Груевски прв почнува да говори што е содржината, ако тој прекрши државната тајна, прекршувам ја. Значи, откривате државна тајна? Го следам премиерот во тој дел, и уште нешто. Истиот тој премиер што лаже околу предлогот од 2005 година, во 2008 заедно со мене, ја и тој заедно прифативме кај пред Букурешт Република Македонија во заграда Скопје.
Прифативме. Тоа што се обидува да се скрие. Прифативме Република Македонија во Загреб Скопје. И тоа е за него прифатливо, а уставното име за меѓународна употреба демек бил лош предлог. Еве го предлогот, дајте го на информативната програма на Канал 5, нека го разработат до крај. За крај, лицемерието кога тогаш се открива, а мислам дека и Груевски го научи тоа. Ако ти се склучи зад гранични комитети да поднесат оставки и на различни начини народот да ти се спротивстави за непромена на името, тоа е знак дека се уште има луѓе кои вистински ја сакаат и се жртвуваат за оваа македонска земја. Затоа треба одлуката да се донесе заедно со народот. Или навреме повлечете се од намерите, бидејќи на сите продадени души веќе не знаеме каде ќе им оди душата.